Не можам да прифатам дека Тоде не е жив. Тоа е спротивно на здравиот разум и не е во согласност со Декартовата филозофема за човековото постоење. Когито ерго сум. Мислам, значи постојам. Тоде Петревски беше мисловен човек, како радиорепортер, со смислен и одмерен збор. Таков беше и во комуникацијата со мене, и затоа не можам да го прифатам фактот дека тој не постои. Тој постои, само што моментално, според карактерот на неговата новинарска професија, службено е одсутен. Ми недостасува како пријател и соговорник. На времето тој прв извести за појавата на мојот роман Свадбата на Мара и прв се огласи во јавноста против забраната на неговата драматизација. Сега го очекувам да се огласи за мојот последен роман Дива мисла, во кој правам рекапитулација на нашите дебати околу тезата на Рене Декарт. Во врска со тоа негово филозофско сеќавање, неретко со Тоде дебатиравме, понекој пат и во кафеанчето Дајдам кај градското пазариште, не опие ни од чашка пијалок, туку од самите себе, од ентузијазмот, што постоиме според мислата на Гете искажана во Фауст. Меѓу луѓето да си човек е посебна сласт. Тоде беше таков човек. Во Дајдам до нас допираа гласовите на пазарчиите, кои им ги нудеа на купувачите своите пиперки, домати и други зарзавати, според економските законитости за размена на пазарните вредности. За да ти дадам, мораш во соодветна мера и ти да ми дадеш. Во нашата размена на мислења, ние со Тоде не ја земавме предвид таа прагма на економските законитости. Вревата што допираше до нас со својот сугестивен говор, Тоде ја надгласуваше како некој трибун, привлекувајќи го вниманието на собраните во кафеанчето. И тој не баре пазарџија, имаше што да понуди, со своите размисли за животот, но без таа стока да ја наплати. Но ете, подолго време го нема да се чуе со неговиот мелодичен глас на радио, ниту да излезе во јавноста со својата пријатна појава. Ти Тоде е како да заборави на нас. Нашите дебати останаа недовршени. Јави се, те чекам. Те чекаат многу страдни души кои те сака и кои те почитуваа, за кои дружењето со тебе, размената на чувства и мисли со тебе беше посебна сласт, а најмногу за твоите најмили. Твој следбеник Владимир Костов. Твој искрен пријател Владимир Костов. Твој и на твоето семејство искрен почитувач Владимир Костов. Како успение на надешта и светоглед на честа, талентиран и предодреден да живееш со брзина на светлината, за да ја доткаеш својата вонвременска благост. Како фреска од зборови што наликува на залез на пейзажот, додека бучат вододелници, во чиј магичен круг звездите везат молчење, дојде на овој свет како магиско сочинение од некои пагански времиња, како енергија во енергиите и свет во световите, неприкосновена боемија на природата, со сакралност на зборови. Ти беше магнет, чувствително и свето битие. Ја носеше дионизиската радост и аполонската светлина и мудрост. Имаше уште неопеани места во душата, ќе рече твојата отклучена ризница на идеите и остварувањата. Помошта на родителите беше потребна за формирањето на личноста. По долгите напори дојде и родителот на Тоде. Како и сега се сеќавам, кога категорички се откажа од нашата соработка со изговор дека новиот брак
не го дозволува тоа. Тој момент за мене беше пресуден, кога морав да преземам и грижа на родител. Ваквата состојба не направи блиски и нашите семејства ги користеа благодетите на животот и не направија среќни. Најголемо задоволство за мене беше дека таа моја добронамерност беше прифатена и најголема чест ми беше искажана кога станав кум и најблизок на неговото среќно семејство. Не ми пречеше ништо да ги извршувам сите адети на нашата христијанска вера, иако некои беа спротивни на тогашниот режим. Така ги уживавме благодетите на животот, кога пред 10 години се случи најтрагичниот момент, кога за секогаш не напушти и останавме да живееме и само да се спомну и само со светлите спомени од животот. Затоа мирно почивај, а ние твоето семејство и пријателите, не само на овој 10-годишен помен, туку секогаш ќе се сеќаваме на тебе и ќе ти искажуваме неизмерна почит и длабока болка. Работеше автентично, неповторливо и во екстаза. И кога беше учител, и кога беше новинар. Победуваше и губеше со гордост и ништо не те обесхрабруваше. Пред тебе немаше затворена врата. Ги паметам солзите на заминување од Добрушево, кога децата трчаха по твојот автобус со повик "Врати се, учителе!" Ти беше роден за учител и во новинарството и во храброста. Се издигаше како беден пред неправдите, како вечна Марија на пркосите, без барикади и без стравови. Одеше во сите непријателски дувла. Стоеше пред пиштоли во Кеун, во Брисел, во Копенхаген, во Берлин и други светски метрополи и ја одбрани честа на својата татковина. Те гонеа и прогонуваа. Те судеа, не те осудија. На смрт те осудуваат тебе, а нас сите на целосна ликвидација. Срцето ти попушти само тогаш, кога почнаа да ги плашат нашите девојчиња. Плачев на сите мостови на Рајна, кога ми кажа дека со децата треба да одиме во Брисел, да бидеме заложници за безбедноста на тие предавниците, што ги преобрати и ги донесе на колена да ја бакнат земјата македонска. Те нарекуваа и србоман и југоносталгичар, оти ти знаеше дека не се пали органот заради болвите. Беше повеќе чекори пред времето. Не заборави како другите кога е призната македонската нација. Знаеше какво крвопролевање не чека и не сакаше да бидеш во право, ама беше. Тоа го видовме сите. А ти беше македонец и граѓанин на светот со космополитска душа, амбасадор на својата татковина секаде и за секогаш. Ја сакаше како што знаеше само нас да не сакаш, проширен за љубов, кон целината на човештвото. Не им се лути на тие што не знаат или не сакаат да знаат дека во Брисел, во срцето на непријателската емиграција, ти беше прв од сите што создаде македонски културно-црковен клуб, наспроти сите југословенски, го избори одобрувањето и од Скопје и од Белград и ја имаш книшката број 001 на истиот тој клуб. Ке научат колку се ништожни тие што се само заборавиле кога е вистината во прашање.
Историјата е фактографија, а ти и нашето семејство сме впишани во незините страници. Вистината никој не може да ја избрише. Можам да кажам дека мене со Тоде Петревски ме врзува не само долгогодишно пријателство како колеги, туку и некои други релации, затоа што Тоде Петревски, кога замина за Германија како дописник на Радио Скопје од Кјон, ме предложи мене да бидам дописник на политика во Белград и благодарение на неговата интервенција во Белград, јас бев примен за дописник. При тоа, кога бев во Белград да ме примат како новинар од Битола, единствено што тогаш уредникот Владо Мандиш ми рече, внимавај, рече, ти го заменуваш Тоде Петревски, значи обврската беше голема, а и си дописник од Битола. Бидејќи од тој период Тоде Петревски негуваше еден храбар стил на пишување, посебно беа познати неговите коментари кои што ги даваше на Радио Скопје и со својата отвореност и конкретност во коментарите тој навистина наметна еден стил на пишување кој што јас во подоцнешниот период исто така го практикував. Беше добро да се следи неговиот пат, бидејќи во тоа време новинарите навистина, иако можеби не во крајни форми, сепак доживуваа одредени притисоци од тогашната актуелна власт. Се сеќавам во еден период кога се расправаше и околу тоа, кога од комитето вршеа притисок врз медиумите сите во Битола, дека големата риба е јади малата. Во таа изјава на тогашниот председател на комитетот ги обедини сите битолски новинари и енергично се спротивставија на таквата филозофија дека политичарите се тие кои што не треба да се гибаат и дека едноставно тие се големата риба која што ние како мали риби ќе не изедат. Тоде Петревски пред да почини беше во оваа редакција во Битолски вестник со еден предлог последната година пред пензионирањето да ја одработи во Битолски вестник. Во оваа прилика морам да кажам дека него доста го погоди начинот на кој што му беа одземени ингеренциите од Радио Скопје од дописништвото, а особено начинот на кој што му рекоја да ги остави клучевите од дописништвото. Тоа доста го погоди и мислам дека и тоа влијаеше за неговото здравје. Јас сакам да нагласам дека ја прифатив неговата понуда да една година пред пензионирањето работи во Битолски вестник. Тој дојде и со понуда да направиме дневен вестник битолски и мислам дека ја образложи таа негова замисла како Битолски вестник треба да прерасне во дневен вестник, но откако ги судривме сите факти и финансиски показатели, се покажа дека е во тој момент невозможно да се прави дневен вестник. За жал не стигна да се вработи во Битолски вестник последната година, тој почина. И таквото наше пријателство, ние се дружевме и надвор од професионалните обврски. Доста знаевме да си седиме во кафани, да си муабетиме, секоја тема беше новинарството, во најголем дел. И мислам дека кога беше во друштво, да се биде во друштво со Тоде Петревски, се чувствуваше една сигурност и една горделивост да се биде новинар, бидејќи тој многу му придаваше значење на тоа што е новинар. Тој го сваќаше новинарството како
влегува во ринго, новинаро треба да знае или ќе победи или ќе го победат, и беше безкомпромисен во таа негова ориентација. Објективноста и професионализмот се спојуваат воедно. Професионализам. Ако за новинарот вистината е единствената религија во која се колни фактите, аргументите, не треба други никои категории за новинарот да биде и објективен и професионален. Меѓутоа загрижува нешто друго во нашава плуралистичка новинарска и политичка состојба. Државните медиуми се државни медиуми без разлика која власт ќе дојде на престол. Државните медиуми има да ја вршат работата професионално, сосема во склад со законот и кодексот на новинарите. Не можеме ние да гледаме еден ТВ дневник, да речеме на една државна радиодифузија, во кој буквално се тероризира гледачот. И тоа само со една опција. Кој му го даде тоа право? Или сами си го зедва? Тоа е она кога јас реков, кога политичар, односно новинарите ги носат политичарите под рака и обратно, политичарите им се додворуваат на новинарите за да дојдат до едно одговорно место, таму да ја креираат политиката и така натаму. Но, во нашиот систем добро е што не се донесе законот за информирање. Тој закон беше хибрид. Тој закон беше мазохистички, да не речем со фашизоидни тези. Тој закон требаше да промовира еден цар. Тој закон во демократско општество не може да поди. И добро е што демократска Европа, институциите на демократска Европа, и новинарските, и општествените, и политичките, буквално плукнаа на тој закон. И предлагачот беше принуден да го повлече. Тоа е објективност, тоа е професионализм. Кога почнував во Радио Битола како гимназијалец, а подоцна посебно кога се вработив на 23 години, бев млад, бев многу среќен, многу задоволен што се вработив, но во исто време бев многу исплашен. Дали ќе одговорам на предизвикот новинар? И ми требаше помош од повозрастните колеги. Ја добивав таа помош од многу од нив, посебно ја добивав од Тоде Петрески, Галич. Тој знаеше кога ги водевме емисиите во живо во Радио Битола да се јави по телефон и да кажи ова беше добро, ама тоа и тоа не чини. Тој знаеше да дојди во Радио Битола, да седне во режијата и да испие едно кафе, пола час, еден час, ке седеше и мудро како професор само молчеше и не гледаше што работиме и како работиме. И откако ќе поминеше тој период, исто ќе кажеше ова и ова е добро, но тоа и тоа не чини. За целата поддршка што ми ја даваше го тие тогаш за мене малку и тешки денови, кога ги правев првите чекори во новинарството на Тоде Петрески Галичо, му сум вечно благодарен. И никогаш нема да заборавам кога после еден критички текст, значи јас искритикував одредена институција во Битола, одредена установа и одредена личност. Во тоа време голем човек. Другиот ден Тоде Петрески дојде во радио, ме викна кај директорот Ристо Невеновски, многу ми даде поддршка, ме пофали, ми рече дека е точно сето тоа што го правам и ми рече една работа. Никогаш немој да заборавиш. Може би новинарството е една од ретките професии каде 2 и 2 не се секогаш 4. И второ, може да биде добар новинар само оној што е храбар. Тоде Петрески во едноумието беше и важеше за остро перо во новинарството. Со одважност и гордост во Германија, во Дојче Веле, со званична нота им кажа на тие што пишуваа некролози на татковината,
дека сме ние победниците, а тие поразените, и дека целиот прогресивен свет е обединет во антифашистичка борба, а на славениците за празници им се пишуваат честитки, не некролози. Храбрите се почитувани од противниците. Затоа ја одбрани македонската програма од непостоење и ја пресоздаде од 5-минутна и дводневна во 30-минутна и целонеделна, да се чуе македонскиот свет збор во просторот и времето на светот. А птиците од тоа шпиунско гнездо денес во Македонија се пречекувани како ценети гласници. Многу одамна Тоде Петревски даде голем афирмација за детското ликовно студио за малиот битолски Мартар. Години пишуваше репортажи преку македонското радио. И верувајте дека секогаш неговите изјави беа така прекратни и содржајни пишани, што малиот битолски Мартар го представуваше во најголема светлина. Кога Тоде Петревски замине како новинар во македонското радио во Дојче Веле во Кел, по некова заслуга, мене би се чини по некова заслуга, малиот битолски Мартар беше за представителствена самостојна изложба, кој што побуди голем интерес во заедница со југословенското друштво, кој што нашата делегација, што беше 3 члена, со прекрасни 150 творби, побуди голем интерес за нашата изложба. Тоде Петревски не остана само на тоа. И оттаму јавуваше за успесите на детското студио, за успесите на малиот битолски Мартар, за успесите она што го постигнуваат младите ликовни творци од целиот свет. Не остана само на Кел. Во Брисел, после година дена, повторно бевме поканети да учествуваме со наша изложба во Брисел, кој што навистина изложба кој што ги водушеви граѓаните на Брисел, и во вилботено место кој што беше прекрасно организирано со песни македонски, другарувањето на македонските деца беше заслуга за навистина мојот добар пријател Тоде Петревски. Се нареди во ешалонот на врвното новинарство, се покажа и докажа како професионалец во сите мигови, во сите области и жанрови. Те почитуваа портири и стопанствени, генерали и владици, ници и земјоделци, премиери и амбасадори. Беше остар и аргументиран полемичар, сериозен и длабок аналитичар и поетски распеан романтичар, кога пишуваше за убавините на човековата душа, за твојата битола, за мајката природа. Беше непоколеблив борец во одбрана на твојот став, а во слободното време, со своите најблиски и со колегите, знаеше да биде детски палав, рече во прошталниот збор неговиот пријател и колега Вјекослав Прокопенко, кој има една своја мила Андријана, за која Тоде обезбедуваше дел од средствата да се школува во специјални коледжи во Америка и Кипар, а сликата нејзина стоеше на неговото биро. Плачеа за него нејзините слепи очиња, рече таткој. Јас по неговата смрт, во договор со неговото семејство,
ја восстановивме наградата која што го носи неговото име, Тоде Петревски. Секоја година на денот на неговата смрт ние доделуваме веќе 10-та година поред. Таа е посмртна награда која што се доделува за репортажа. На тој начин сметаме дека како редакција, иако Тоде Петревски многу не го врзува неговото работење во новинарството во Битолски вестник, на тој начин ние се одолжуваме за неговото дело, неговиот лик и посебно како колега кој што остави, мислам, длабока трага во битолското новинарство. Беше награден со сите јубилејни награди на неговата матична куќа. А кога колегите признаваат вредност, тоа е вредност повеќе. Најдраг му беше медалот на трудот со указ од председателството на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и жалеше што Тито не стигна да го потпише. Во белградска политика го бранеше од уривање Битолскиот народен театар, знамение градено во барок, единствено од таков вид на овие простори. Ја бранеше представата Свадбата на Мара од нашиот професор Владимир Костов, забранувана од неуките представници на власта, пак во политика. Соработуваше со Македонското радио во Шведска, со Битолски весник, кој го прогласи за новинар на годината, кога прв пат се воведе наградата за новинарство во 2003 година, со локалните телевизии, дури првиот ден, кога си дојде дома од болница последна операција, камерманите го чекаа да си облече кошула, за да снимат неговата колумна. Во чест на 60 годишниот јубилеј на Македонското радио за Тоде Петревски, Македонското радио направи емисија со портрети и интервју, во кого беше представен неговиот растеж како новинар, ас меѓу асовите. Деновиве добивме колаж од неговите емисии работени за Македонската радиотелевизија и Радио Скопје и неговиот последен текст за Олимпијадата во Грција. Тоде на Битола ја подари првата мултимедијална монографија. Еве, сега ние, членовите на неговото семејство, му го подаруваме првиот мултимедијален проект од ваков вид, создаден за една личност во Македонија. Последното големо животно дело му беше великденското интервју со господин Стефан. Требаше да му врачи компакт диск со интервјуто, зашто тоа имаше историска тежина. Интервјуто со рускиот патриарх остана неостварено во неговото биро. Ти не си обичен човек, му рече рускиот амбасадор во Македонија при една средба во Битола. Биди трпелив и тоа ќе го оствариш. Знаете, јас сум навистина среќен човек. Пресреќен, кога станува збор за моето семејство. Прво од супругата, една прекрасна интелектуалка, двете мои ќерки, имам сега едни две преубави внуки, тука ми се изетовите. Станува збор за едно хомогено семејство, кое посебно мојата сопруга, морам да кажам, а и ќерките додека беа помалине, кога беа со нас, многу ми помогнаа во професијата. Мора семејството да биде, еве искрено, да биде жртва на пешниот новинар. Ако јас ја немав поддршката, прво од супругата и од ќерките, верувајте ми, не претерувам во оценката,
немаше да бидам успешен новинар. Новинарството се учи. Новинарството е макотрпна работа. Новинарството исцрпува. Новинарството не бара дење и ноќе, не бара време. Новинарот и ноќе работи. Вие знаете сама. Така. Но професија која бара целосна мобилност. Така што кога станува збор за моето семејство, навистина јас сум пресреќен човек. Мојата сопруга е интелектуалец, нема да претерам ако кажам од висок формат, а е професор, вреден, сакан, почитуван професор, знаен, влюбеник во својата професија и во своите ученици. И таа стои ден денес за мене. И благодарејќи на тоа, јас сум вистина среќен. Не мажи се за него, велеа, мангупе. А јас го сакав и секогаш ќе го сакам тој мој мил вагабундо, безпризорна вечност на просторите. Ми беше потребен, како што им е потребен цутот на багремите во пролет, како што им е потребна песната на птиците. Јас ќе бидам нункото, ни рече саканиот професор Љубе Настевски. И тој беше нункото. Ги крштеваше нашите деца, носејќи ги дома преку 3 мостови, да научат како се минуваат мостови и како се минуваат сите пречки во животот. А ти велеше, раѓаш бисери, грациозна чистина што тече. И стана најпалавиот татко на една младост, зашто самиот го немаше рајот на детството. Птици грлици пееја од твојот поглед, кога ги гледаше како растат во нашето малечко гнездо. Беше секогаш бар од вчера. Со погледот симнуваше орли од небото, да не би некој ги повреди, и стоеше како вооружен воин, да ја одбраниш нивната среќа, да го одделиш видливото од невидливото, доброто од злото, знаејќи дека поплави доаѓаат, макар и од една грешка. Кога беа болни, се будеше во сонот со молба да ти кажам дека ќе оздрават, а тие оздравуваа закрилени во твојата вонвременска љубов и топлина. Нивните желби, колку и да беа големи, беа закон за тебе. Враќаа на ист начин, со љубов, со учење, со самосвест. Требаше да те надминат, за да ти бидат рамни. Прво нив ги препознаваа по тебе, потоа тебе те препознаваа по нив. Се лутеше ако некој речеше дека не личат на тебе, а тие се идентификуваа со тебе, оти беше најубавиот и најсаканиот татко на овој свет. Во секој човек те бараа тебе во него. Ти остана нивниот тате, Годинава се обележуваат 10 години од физичкото отсуство на татко ми, Тоде Петревски, кој што беше новинар на Радио Скопје, дописник од Битола, а истовремено работеше како дописник и за многу други електронски и печатени медиуми, а своевремено 4 години работеше како новинар, уредник на македонската редакција во Келн во Дојче Веле. Семејството Петревски сака достојно да го одржи споменот на татко ми, кој што во својата професија даде голем белег и ги носи сите награди кои што можеше да се добијат за работа во текот на неговиот работен век.
Јас како негова ќерка имам и чувствувам посебен долг да го продолжам неговото постоење од аспект на тоа што мојата професија е непосредно поврзана со неговата. Тој беше новинар, меѓутоа по вокација беше книжевник. Јас исто сум професор по македонски јазик и книжевност и решив неговото име достојно да го обележам и да го продолжам, односно постоењето на неговото дело, да го продолжам преку создавањето на Школата за новинарско и креативно пишување Тоде Петревски, кој што има за цел да ги негува сите литературни и новинарски жанрови, да направи еден убав спој на двете професии, новинарската и образовната, односно мојата професорска вокација. Мислам дека е тоа еден одличен начин како да се продолжи на делото на еден голем човек кој што станува и бренд во својата професија и како резултат на тоа всушност е и емисијата која што ние во вашата ценета телевизија веќе ја работиме, тоа е емисијата Кога ќе задзвони Еурека. Неговите современици мислам дека имаат многу нешта да кажат повеќе за мојот татко отколку јас што треба за него да говорам. Така, на крај само ќе речам дека сум горда ќерка која што достојно го продолжува патот на својот татко на сите полиња. И сум благодарна што ја носам неговата крв во себе.